20.000 денари од буџетот на општина Велес за 10 социјално загрозени семејства на кои им е неопходна помош. Председателот на општинската организација на Црвениот крст денеска ја истакна плодната соработка со локалната самоуправа, а по повод одбележувањето на 16 октомври меѓународниот ден за борба против гладувањето. Чекот го предаде лично градоначалникот Шадиев, а меѓуопштинскиот центар за социјални грижи ќе ги подели парите на 10 најранливи семејства. Иако општина Велес нема обврска токму да действува во овој сегмент на да кажеме на делот на социјалната заштита, ние сепак со задоволство и понатаму и денеска донираме и понатаму ќе продолжиме да одредуваме средства во рамките на можностите на општина Велес со една цел да им помогнеме на нашите сограѓани. Со низа активности Црвениот крст ќе го одбележи меѓународниот ден на гладта. Меѓу другото, веќе испратиле писма со соодветни флаери до 700 компании, од кои очекуваат да им излезат во пресрет. Сепак, од општинската организација на Црвениот крст велат дека очекуваат многу повеќе од досегашната помош која ја пружил бизнис секторот во градот. Овие флаери се доделуваат по пат на пошта до правните субјекти и во нив е упатено да средства извојуваат и уплатуваат на жиро сметка на Републичкиот фонд за солидарност. Како што објасни председателот, тие средства се потоа повратно во вид на пакети храна се враќаат во општинските организации процентуално односно сразмерно колку биле собрани во дотичната во соодветната општина односно општинска организација. Минатата година беа многу малку средства беа издвоени од нашите правни субјекти и веројатно оваа година ќе мораме да направиме нешто поголема кампања со дополнително ургирање за да нешто постигнеме повеќе на тој план. Под мотото "Помислете и на нас", активностите по повод денот на гладта ќе се спроведат во следните 7 дена. Веќе се отворени трите телефонски линии на кои граѓаните можат да донираат по 100 денари во фондот на солидарност, а во функција и жиросметката на фондот. Целта која ни е на оваа кампања, првата цел е да го фокусираме вниманието на целата јавност во нашиот град на актуелните проблеми во однос на социјалните состојби и одредени групи од нашите граѓани, и втора, да ги мобилизираме представниците на оние институции, се мисли повеќе на бизнис секторот, кои што на некој начин може да помогнат. Во Велес, Чашка и Градско, повеќе од 1500 семејства се приматели на социјална помош. Не е мала ниту бројката на лица кои топол оброк добиваат во детската градинка или пак во црковно-народната кујна. На 58 годишниот Јосе Крстев, кој преживеал мозочен удар, Фондот за пензијско и здравствено осигурување му е прекинела едногодишната инвалидска пензија со образложение дека станува збора за здрав човек кој е работоспособен. Овој велешенец се соочува и со чести изливи во мозокот и сушење на тврдата кора. После 5-та година Крстев добил инвалидска пензија во време трајање од 1 година, но при повторната посета на комисијата утврдено е дека овој велешенец е работоспособен. По решение од 12.8. вика дека е способен за да ја врши својата работа. Меѓутоа, гледајќи го 5 минути и 10 и без да се гледа цела документација и дополнителната документација со ново КТМ CD, веројатно ништо не е прочитано, не е видено. По физичкиот изглед кажува дека е способен да работи. Здравствената состојба на Крстев постојано се менува. Има денови кога се чувствува добро, но има и денови кога е агресивен и депресивен, вели неговата сопруга Драгица Крстева. Очекуваат дека по поднесената жалба до второстепената комисија на Фондот за пензијско и здравствено осигурување, Јосе Крстев ќе добие инвалидска пензија. Очекувам дека ќе слушне некој од министерството и ќе се потруди, ако не повеќе, додека е предметот по жалба на второстепена, да се направи нешто, да се разгледа повтор пат, да се види дали овој човек е способен за работа, затоа што нити еден доктор, ни матичен негов доктор, нити нервен доктор, нити интерниста, никој не кажува дека е способен. Не сум само јас што кажувам, јас знам со што се судрувам. Од телефонскиот разговор со филијалата на Пензијскиот фонд во Велес добивме информација дека бидејќи за овој предмет е поднесено жалба, второстепената комисија од Пензијскиот фонд од Скопје ќе реши дали овој велешенец ќе оствари право на инвалидска пензија.
Комисија формирана од Општинската организација на Сојузот на борците во состав Саздо Кицевски председател на Сојузот, Јован Ивановски подпредседател, доктор Никола Стојановски борец и Панча Николовски член на Сојузот, на 14 октомври му испратила писмо на Советот на Општина Велес. Во истото, стои дека граѓаните, а особено фамилиите на загинатите борци и херои, реагираат на иницијативата за преместување на бистите во алејата на великаните и бараат истите или да останат на своите места, или пак да се донесат во Младинскиот парк како едно од најфреквентните места во градот. Опозицијата денеска прашува зошто советничкото мнозинство на последната седница, која исто така се одржа на 14 октомври, не го земала во предвид ваквото барање. Кој да го пишувал одговорот на нашата пресконференција, а се повикува на документ насловен како барање од боречката организација на Велес, испратено до градоначалникот на општина Велес на 17.5.2013 година, требало да биде објективен, коректен и фер и да истакне дека на само неколку часа пред почетокот на седницата на Советот на општина Велес, боречката организација на Велес испратила писмо, еве го тоа писмо. Во вчерашниот писмен допис на општина Велес до медиумите беше наведено дека токму организацијата на борците ја навела спомен костурницата како најповолна локација за поставување на бистите, социјалистите да се заштитат од сквернавење. Денешното писмо пак кое го презентираше опозицијата го тврди спротивното. Председателот на општинската организација на Сојузот на борци пред само неколку дена изјави дека се сложува со иницијативата за преместување на бистите во алејата на великаните. Ние борците се слагаме да бидат таму на местни војниците и да одговара на место каде што имаат пристап сите граѓани на Велес. Меѓутоа, не можеме ние локацијата да ја дадеме затоа што тоа е право на Советот на општина Велес. Телевизија Здравкин денеска телефонски контактираше со Кицевски. Вели дека писмото кое доктор Никола Стојановски го доставил до Советот, го потпишал под притисок и долги расправи. И понатаму останува на ставот кој го изнесе пред неколку дена, дека изборот на локацијата го препушта на Советот и дека единствена цел која треба да се постигне е бистите конечно да се заштитат. Привршува фреско живописувањето на црквата Свети Кирил и Методи. На црквата, ситуирана во самиот центар на градот, се работи веќе 6-та година, а покрај на дворешниот лик кој го доби од поодамна и внатрешноста составена од 1400 метри квадратни фреско живопис, влегува во завршната фаза на изработка. Оваа тајфа која што сега работи на фреско живописот, тајфата Свети апостол евангелист Лука, која што е составена од 5 млади академски сликари, дека со својот печат и белег оставија зад себе простор за голема воздишка, за голем елан и понатаму да оставаат печат и белег на ова наше поднебје со својот колорит македонски, црковен, онака како што ликува на нашето свето православие. Претходно на неколку пати од Повардарската епархија најавуваа рокови и датуми за свечено отворање на црквата. Овој пат се воздржа од такви најави, со надеж дека во скоро и нина црквата ќе биде достапна за посета од верниците. Се надеваме дека во текот на наредната година, значи таму околу мај, околу денот посветен, нели, ќе можеме во цело РУО. Видете, она што сакам да го кажам е дека црквата можеше да биде пуштена во употреба уште многу порано. Значи, желба на нашиот митрополит беше да биде комплет. Значи, после тоа да нема внатре работа, да нема скелиња, да нема... значи, видовте, однадвор е комплетно уредена, иконостасот е веќе во завршна фаза, значи в длабока резба. Имаме престол кој што е за прв пат во Велес од мермерна изработка, значи релјефен мермер. Одолжувањето на отварањето на црквата Свети Кирил и Методи од Повардарската епархија поврзуваат и со останатите нивни проекти, како реставрацијата на уште неколку цркви во градот и околината, но и почетокот на изградбата на црквата Свети Кузман и Дамјан во дворот на Велешката болница, каде пак на фрескоживописот ќе започне да се работи во скора иднина.
Филмот Соба со пијано ќе се прикажува и во Велес на 18 октомври во петок во театарот Джинот, со почеток во 20 часот премиерно пред Велешани ќе се прикаже најновиот македонски филм насловен Соба со пијано на режисерот Игор Иванов Изи. По премиерното прикажување на филмот, публиката ќе има можност во неформална атмосфера во фоајето на театарот да поразговара и да ги сподели своите впечатоци за филмот со дел од авторската и актерска екипа. Редовните кинопроекции на филмот ќе продолжат од 19 до 22 октомври, односно од сабота до вторник, со почеток во 20 часот, а влезниците за овие проекции се веќе пуштени во продажба на билетарата на театарот. Соба со пијано е приказ на различни животни судбини, доведени на една единствена локација. Оваа соба е единствениот простор, а кусото време минато во неа единствено време, кога ликовите изолирани од светот и сета хипокризија во него, ја живеат луцината страна на сопствениот живот, го живеат она што вистински се. Во филмот игра домашна меѓународна група на актери, како што се Наташа Петровиќ, Јовица Михайловски, Светозар Цветковиќ, Васил Зафирчев, Игор Стојчевски, Симона Спировска, Тростен Вогес, Ива Крајнц, Денис Абдула, Фирдаус Неви, Невена Ристиќ, Јагода Кумрик, Астрид Али Хајдарај, Нино Леви и Јана Стојановска. Специјални гости се Тони Палмер, Мајк Сарн и Ханес Вегенер. Сценариото за филмот го напише Жанина Мирчевска во соработка со Игор Иванов, а дел од авторската екипа се и Томи Салковски како продуцент и кинематографер, Чили Гонзалес кој е автор на музиката, Владимир Павловски монтажа, Миленко Јеремиќ сценографија, Елена Дончева костимограф и Ана Булајик Црчак која беше задолжена за шминката. Соба за пијано е во продукција на Скопје филм студио, а неговата реализација беше поддржана од страна на Филмскиот фонд на Македонија. Секторот за внатрешни работи Велес во периодот од 7 до 13.10 регистрирал вкупно 8 кривични дела, од кои 4 кривични дела тешка кражба, 1 кривично дело тешка телесна повреда, 1 кривично дело измама, 1 кривично дело одземање моторно возило и 1 кривично дело загрозување со опасно орудие при тепачки или караница, паричник со пари и лични документи и радио. Ова биле предметите што најчесто биле мета на велешките арами при извршувањето на делата тешка кражба. Во овој период велешката полиција регистрирала 3 нарушувања на јавниот ред и мир, од нив 2 нарушувања со карање и викање на висок тон и 1 нарушување на јавниот ред и мир со физички напад. На подрачјето на СВР Велес во изминатиот анализиран период регистрирани се 7 сообраќајни несреќи, од кои 5 во населено и 2 надвор од населено место. Во несреќите 6 лица се здобиле со телесни повреди. Во делот на безбедноста на сообраќајот на патиштата од страна на полициската станица спроведени се 3 акцијски контроли од областа на почитување на законските одредби од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, при што констатирани се повеќе прекршоци. Исто така за време на викендот регистрирани се 1 кривично дело тешка кражба, 1 загрозување со опасно орудие при тепачка или караница, 2 нарушувања на јавниот ред и мир и 4 сообраќајни несреќи. Во деновите 12 и 13 октомври, во време од 12 часот до 2 часот по полноќ од страна на полициските службеници, извршени се контролни служби во угостителските објекти лоцирани на градското подрачје. При контролите не се констатирани прекршоци или кривични дела.